ја изврши првата трансплантација на срце во 2020 година и од тогаш до денес се реализираше 8 пресадување на срце со неговиот тим во клиничкиот центар Мајка Тереза. Денове министерот донесе одлука дека не одговарал на потребите на клиниката за кардиохирургија, направил грешки, спиел на работа, а и дежурал без оправдување. На почеток, колку време ви требаше како човек кој го предводеше тимот, да го формирате тимот за трансплантација на срце? Видете вака, тимот за трансплантација на срце е истиот тим кој што е тим за кардиохируршки интервенции. Тој е млад тим кој што јас го градам, го усовршувам, го праќам секаде буквално каде што можам да има овозвржам надвор, да видат и да поработат и повторно да се вратат тука, а ние овде да ги следиме светските трендови и да правиме state of art процедури. Значи, 8 години откако е формирана државната кардиохирургија. 8 години требаше да се дојде до тој степен, иако одреден број од моите колеги постари се веќе дојде на тој степен, другите се уште ги градиме. На вистина да се изгради прав кардиохирург или кардиоанестезиолог, после специјализацијата од 6 години треба уште 10 години интензивна, макотрпна и сериозна работа. Професор Јовев, не сте добар за директор на клиниката за кардиохирургија, но би можеле одлично да одговорите на предизвикот да бидете национален координатор национален советник за кардиохирургија во кабинетот на министерот за здравство. Дали сте стапиле во контакт, дали сте имале средба со министерот? Јас дури сега имав средба скоро вчера со министерот после толку време, нели? Откако беше, нели, откако ја бев слушнал таа понуда од медиумите, понуда да бидам советник. Тој што е за волја на вистината вчера каже дека да, јас професорот го познавам, професорот е извонреден стручњак, меѓутоа не е добар менаџер. Сега човек што не е добар менаџер, што ќе донесе опрема која што нема никаде во регионот, последната опрема вредеше без малку 2 милиони евра, што е директно дојдена не преку клиниката, преку Светска банка, донации едно друго, клиника која што нема од опрема, нели? Која што нема, што не вовела од процедури, од операции, од технолошки моменти се во последниве неколку години, а не се работи за чиста операција и чиста медицинска наука. Зашто се работи? Се работи за менеджмент. Со други зборови, не можеме да кажеме дека јас не сум менаџер или дека не спијам или дека спијам на работа. Меѓутоа, и во тој правец, оглед на тоа што настана безпотребен конфликт, со министерот на некој начин во оваа средба се разбравме дека не се работи и за тоа, дека сепак се работи за тоа дека има некои ситни пропусти во работењето во смисол на дежурства без дозвола, во смисол на не доволно редовно откуцување на моите вработени при работата, нели? Дали тие ситни пропусти се доволен аргумент за ваше разрешување? Видите, формално правно може би, меѓутоа реално не. Пазете, ние секогаш бараме дозвола. Пазете, и тоа е можеби нелогично, ама тоа е во законот. Бараме дозвола од Министерството за здравство годинава да дежура докторите, вклучувајќи го и директорот како менаџер. Кога директорот како менаџер дежура, кога нема доволно луѓе. Кај нас е случајот ем што нема доволно луѓе, ем што сум јас навистина најстар и треба да ги покривам своите помлади колеги, кои што се фантастични и ќе пораснат фантастично. Значи, ќе има Македонија одлична кардиохирургија во далечнина, но јас се уште сум им потребен. И сега, пазете, во јануар барате од министер, евела не беше тоа од претходниот министер, барате дозвола да дежурате. Министерството е презафатено, сите бараат, милион работи има и ја добивате во април или во март. Обично добиваме, ја бараме до 10 јануар, ја добиваме крај на март, почеток на април. Во тој период да не дежураме, да изумре се што ќе дојде до нас. Моите луѓе работат 24/7. Јас ги молам да останат подолго за да се работи. Немаме доволно луѓе. Ние бараме луѓе, никако Министерството за здравство секогаш ти дозволуваше, Министерството за финансии секогаш велеше чекајте, немаме, не можеме толку луѓе, дај да биде на договорно дело и цело време се препираме со капацитетот финансиски на државата и реалниот наш капацитет и ние имаме помалку луѓе, најмалку 40%. Значи 40% помалку од тоа што ни требаат луѓе. И сега, овие луѓе работат, овие луѓе се жртвуваат. Овие луѓе не можете да ги платите, дополнителни часови вака, онака ќе се додадат. И сега тој се куца са бајле 8, се оди вечер у 12, системот не го регистрира тоа. Се куца у 8, са бајле отишол, имало 2 хитни.
се куцал. Значи, системот не може ни да го разбере тоа што го прави тој што многу работи. Господин Јовев, помалку ќе бидам може би вулгарен, но директно ќе ја прашам. Колку ви изнесува платата? Платата на директор без дежурства околу 80.000, 70.000 и така 80, а со дежурства, со дополнителни часови, све дупло. За дополнителните дежурства, за кои ви забележува министерот, колку имате земено? Уште толку, уште една плата. Не само дежурства, покривање. Јас месец дена сум на 24/7. Затоа што се колегите помлади. Имам двајца одлични колеги кардиохирурзи кои што се по 15 дена и јас сум како над нив кој што ги покривам и нив. Ќе прифатите понудата од министерот? Јас бев многу благодарен и ние се слушнавме и видовме на кратко и ние се познаваме добро и мислам дека како полека како да се амортизираше целата работа, еве да речам дека има грешки од обете страни, но сега ќе ви кажам и уште нешто по тоа. Но не сум јас за таму, јас припаѓам на своите пациенти и на својот тим. Што значи дека ја одбивате понудата? Па да, тоа значи дека би одбил понудата. Да. Сега од друга страна секако дека ќе останам да оперирам, секако дека искрено се надевам дека ќе се преиначи истата и така натаму, но во моментот стојат работите така, едноставно е. Велите ќе сочекам министерот да ја преиспита одлуката за моето разрешување, во спротивно ако не ме врати на директорската позиција ќе го тужам, но во исто време на пресконференцијата рековте не си заминувам од клиниката за кардиохирургија, со мене ако заминам ќе си замине целиот тим. Да, тоа е тоа што се однесува до тимот. Што се однесува до тужење е следно. Пазите, вие имате разрешување заради тоа и тоа, нели? Јас не сакам да влезам во правни разврски, меѓутоа вие морате да кажете, чекајте, јас сум разрешен заради ова, јас сметам дека, нели, сум во право и така натаму. Тоа не е тужба, тоа е обжалување на решението, да го така дефинираме, нели? Обжалување на решението. Значи јас не сакам сега да се тужам да влезам во војна, ако тој решил така, нека решил така, ќе покаже времето. И јас се надевам со оглед на тоа што моите колеги се единствени со мене и никој не би сакал мимо мене да превземе лидерската функција, дека ќе еден ден набрзо, скоро, понатаму вратам на својата функција, нели? А тоа дека тимот е многу разочаран, многу изинтригиран, многу, како да ви кажем, тоа е точно и тимот дефинитивно, само ние не сакаме да направиме таков еден голем чекор, па тоа ќе биде лошо за нашиот народ. Па јас цел живот сум останал овде и сум се враќал 7 години надвор работев се вкупно и сите мои колеги каде се не ги праќав и работат 24/7 за овој народ, за овие пациенти. Сега одеднаш треба да ги напуштиме. Добро, фала, пријатно, ние ве напуштаме. Но мислите ли дека министерот ќе биде доблесен и ќе преиспита одлуката како реакција на реакцијата на граѓаните и на дел од вашите пациенти кои застанаа во ваша, да не речам одбрана, но ви дадоа огромна поддршка? Јас мислам дека Или не може да си дозволи да му биде урната суетата? Видете, веќе можеби има два момента, а ќе го кажам вториот покасно. Веќе можеби и не се работи за суета, веќе тој дал решение, тој представува една институција, сериозна институција која што треба да покаже сериозност максимална и тој настапува така и треба да настапува така и тоа е супер и во ред. Меѓутоа, од друга страна, сите грешиме. Па зарем не правиме ние најтешки можни операции, сакаме ли понекогаш да сгрешиме? Се случува да се сгреши. Сега ако се сгреши и се биде доблесен, благодарение на притисокот на јавноста и целата фела, сите овие 6000 лекари што воопшто после до Македонија се потпишуваат, нели исто така да бидам јас вратен што јас не го инициирам, ниту ме нешто многу ми значи, ги почитувам своите колеги, меѓутоа далеко од тоа дека го инициирам тоа. И ако таквата доблест се реализира, тоа ќе се добие уште повеќе. Јас знам дека сите наши министри се и политичари, во случајов се и доктори, стручњаци, добри и политичари, меѓутоа ако се случи тоа, кога еднаш се случила во наводници катастрофа, да има реакции едно друго, катастрофа у позитивен смисол, не велам у негативен или наплив на емоции, на реакции, ако се направи обратно, се направи културно и доблесно, ќе се добие уште повеќе и на другата страна. Значи, тоа ќе бидеме вин-вин ситуација. Професор Јовев,
медицинскиот факултет сте го завршиле со просек 9,40. Ви најдов една постара ваша 9,40, сте се едуцирале и во странство, во едно ваше интервју поодамна велите, идните доктори треба да учат повеќе. Ова е ваш совет до нив. Каква порака се испраќа до младите лекари, па и до вашиот тим, и до севкупната лекарска фела, кога лекар кој до вчера важел за пример и кој го носел пиететот на лекар кој дал се од себе за да спаси човечки судбини, сега се соочува со ваков црвен картон од тој што е над него. Вака видите, сите големи спортисти добивале црвени картони, знаете тоа, нели? Не може да се биде голем спортиста и да се даваат голови ако понекогаш не добиеме и црвен картон, и ако не се степаме на терен, што се вели. Но тоа го кажа вчера и претседателот на Сдруженијето на Македонско лекарско друштво, позади кој што стојат сите буквално доктори во Македонија. Тоа навистина не е добра пример за младите. Тоа навистина не е добро затоа што тие и онака сакаат да си одат, и онака се разочарани. Ако на секој чекор пишуваат каде би оделе, што би оделе, мене ме прашуваат каде би можеле да отидеме, каде има најмногу работа, што да специализираме и така натаму, па сега уште и ова. Навистина ова е многу лош пример, но некако од утринава и од вчера јас имам надеж дека тој пример ќе го поправиме. Кај вас како да важи правилото надежта последно умире и се надевате дека сепак министрот ќе преиспита одлуката и дека ќе ја врати на директорската позиција? Токму така. Сега ќе останете на кардиохирургија, но не исклучувате да се заминете? Не исклучувам, меѓутоа тоа останување ќе биде подолго навистина, затоа што треба да се види што ќе се случува и треба да се оди понатаму, затоа што навистина ќе десеткуваме клиниката, ако отидеме 40 години се бори Македонија да направи. 20 години јас изгубив да направам кардиохирургија. Такви жртви сум направил за хирургија, своји и фамилиарни. Не можете да замислите колку жртви имам направено. И сега тоа што го направив со глава во зид за народот, да земам и да го фрлам, и јас, но и сите мои колеги, подеднакво со мене, и тоа млади, и тоа извонредни, едуцирани, паметни, перспективни, па нешто што е добро да растураме. Зошто? И сега ние сме доволно свесни дека не сакаме да растуриме нешто што е добро. И затоа извесен период ќе останеме, ќе видиме како ќе се случува и откако ќе се преиспитаат одлуки, едно друго ќе се продолжи сега. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Поштовани че тоа беше професор доктор Сашко Јовев, кој неодамна од министерот за здравство беше разрешен од директорската позиција на клиниката за кардиохирургија. Следете не.